Благодарам на репликата. Нотирав 3 работи на кои што се обврнавте. Првин, спомнавте, заради вашите добри политики во 2019 година, вие ја добивте довербата кај граѓаните во 2020 година. А лалда вие, колешке, ако се уште го сметате успех она кој што го направивте со подкуп од 1 милиарда евра. А валда вие што сметате дека била успешна 2019 година, каде што имаме рекет 1, рекет 2, рекет 3, кажете ми кога да застанам. Ке ве прашам, Луи Витон, Ташничката и Ден Дончев, каде се? Одговорност за тоа има ли? Вашиот председател кажа, секој кој е виновен, ке одговара. Јас навистина и ден денес чекам, а и македонската јавност чека да видиме кога ќе биде тоа, да одговараат оние навистина што се виновни, бидејќи ги има навистина многу. И сега, Fly Chem, дали ви е познато имево? Станува збор за фирма која што во 2019 година, бидејќи се држиме само на таа година, 2019 година добива грант од град Скопје за висинско наблюдување на град Скопје. Огромна сума на пари ја добива лице со иницијали, бидејќи се договоривме да не спомнуваме, ГГ, кој што е многу близок на министерската Царовска. Одговорност овде нема. Знаете, бидејќи станува збор за министер, близок, добива тендери. Непотизам го викаат тоа. Барем јас се уште знам дека е така. Ви спомнав 72 случаи на афери ги имам овде. Ајде да почнеме, барем со неколку. Министерот Филипче во 2019 година се пофали дека неговата внука била вакцинирана и објави фотографија за да покаже дека вакцините се безбедни. Знаете со тој скандал што се случи? После одредено време министерот излезе и кажа дека не е вистина дека е тоа негова внука, ама излезе голем скандал со вакцини со поминат рок. Здравството ни цвета. Вакцини за ковид, пандемијава сега што ние, на Табановце можеби не чекаат. Ама треба изгледа плех музика да викнеме па за да ни дојдат во државава. Непотизам и партиски вработувања, незаконско поставување на директори, неисполнети ветувања за економски раст и развој, трговија со национални интереси, за обезбедување пратеници за 3 точки, криминални тендери и така натаму и така натаму. Да си чувам. Ке има уште повеќе што да се кажува. Второ, спомнавте, не го знам јас лично точно прогресивниот данок. Лично искрено сметам дека пратеникот како представник на граѓаните не треба да ги знае сите возможни сфери во државата. Арно, ама должен е да се запознае со нив. Прогресивниот данок е она кое што дало недобри резултати со неговото спроведување во 2019 година. Зошто го повлековте тогаш во 2019 година, ако беше добра политика за таа година? Се надевам дека ќе ми одговорите. Да не бидам и јас во продолжение да ве прашувам од фелата од каде што доаѓам, па да видиме колку сме сите, нели, паметни. Трето, 2007 година ја спомнувате. 2007 година. Рамен данок. Знаете во 2002 година на 15 септември што се случи? На 15 септември Бранко Црвенковски излезе и кажа дека сите ќе бидат вработени. Ајде да зборуваме и за 2002 година. А зборуваме на вас што ви одговара. Се извинувам. Се извинувам. Навистина очекувам за конкретниве работи да ми дадете одговори, ако не јас да продолжам да зборувам по, нели, работиве што се предмет на дискусија. Марија